Почитувани YouTube претери, срдечно ве поздравувам сите вас кои го гледате каналот Австралиски живот. Од овде, од малото населено место, мало за австралиски услови, или не многу мало за Македонија, наречено Ливерпул, недалеку од Сиднеј. А ова кој го гледате позади мене е наша пекара која функционира овде долги години и денеска одиме во една нова историја, нова приказна. Ќе ги прашам овие луѓе како е да се работи една пекара овде во далечната Австралија. Јас сум Ристе Кристевски, тука во Сиднеј живеам во населбата Ливерпул. Тук сме ние, татко ми од 96-та година во Ливерпул. Слушам некој источњачки дијалект наш македонски, кај поточно од Македонија сте? Ние сме од Гевгелија, ама од Миравци, селото Миравци, ако имате слушнено, во Гевгелија. Ние сме тука близу околу 30 години, татко ми е тука, близу 30 години. 27-8 години. Разликата е голема. Во Македонија таму сите седат, сите кафа пијат, на кафичите сполно. А тука младиот народ седи кафа пие, тука младиот народ работи, а старите седат кафа пијат. Да, видов доста овде има доста луѓе во години што гледам нон-стоп кафе пијат, мисли Да. Разлика. Пензионери се сите. Има наши македонци? Има македонци, срби, босанци. Да. Во Ливерпул населбата е втора Југославија, што се вика, тук сме сите од македонец до србин, до бугарин, до хрват, босанец, сите се тука. Добро, што правите сте по цел ден имам видено наши македонци и срби овде седат. Каква занимација има? Ништо, сите кафе пијат, сите шах играат, како во Македонија. Дали дојдеш во Гевгелија, во Битола, во Струмица, во дека сакаш дојдеш во Македонија, кој е град, што ќе видиш? Се млади народ, сите кафе пијат, што прават, шах играат, тоа е. Тука ви се исто. Значи навики да се пренесе од Југославија тука во Сиднеј. Да. Кажи ми кај се наоѓаме сега? Ти се наоѓаш на пекарата Royalty Bakery на 162 Маколари Стрит, Ливерпул. Татко ми почна во пекарата од 96-та година. Баш ново место. Баш ново место. Тука од 96-та година е почна во пекара. Да работи, правиме буреци, лебиште, сите разни лебишта правиме. Во Македонија он беше бргчија, правеше буреци, лебиште од Македонија. Кога дојде тука и тука си почна истата струка. Нема смени струката. Јас кога бев мал, тука во пекарата пораснав, трчав горе доле како сега внукот го гледам истиот, трчи горе, на сестра ми има внуче, дете, тој ме внуче, трчи горе доле исто како бев мал и сега го гледам иста приза. Тука пораснав во оваа пекара и јас исто почнав на буреци, правам лебиште. Народот мора да јади, значи има нон-стоп бизнис, зато мора да јадат, може правиш јадајне за народот да јади. Гледам дека има овде многу бизниси нова улица што е овде на Маколари Стрит во Ливерпул, да кажам едно како центар на градот му е. Која е тајната, например, не знам се дали има други пекари, ама дали која е тајната, например, да луѓето дојдат да купат од вас, а не од друго место? Се од, така се вике, карактер, смеа, нашала. Најбитно да имаш добро јадајне, добар бурек, добар леб. Значи да имаш добар леб, добар бурек, добро јадајне, луѓето ќе идат пак да купуваат, се враќаат. Ама исто е битно службата, како ќе го пречекиш муштеријата, како ќе го служиш, на смеа, на шала. Ако си на смеа, на шала, да смееш, сите те улубазен, да го сакаш муштеријата, он ќе ти иди пак. Ако си поизбратен, да него он ќе ти беги на друго место. Да, ние сме отворени, нема што да криеме ние, се смееме, се шалиме со сите, отворена пекар, кој сака ќе влези, ако сака да види како бурек се прави, јас сум радосен да му покажам бурек как се прави. Ако сака да го научам, и ќе го научам бурек се прави, нема проблем. Дали бурекот може да се научи, например, ако почнеш да мучиш мене да правам бурек, дали може да направам бурек наредниот ден или малце треба да се спрацира? Се од желба. Ако човекот има желба, ќе го свати брзо. Ако нема желба, не може да го сватиш. Значи, желбата се учи се. Имаме полно редовни муштери, са македонци, срби, босанци, хрвати, се
најродни мештури, а плюс имаме други нации, турци, вие од Middle East, од Лебанон, од Ирак, од Иран, има исто муштери од Бугарија, грци, албанци идат, купуваат, значи имаме цела нација. Нашата пекара за сите нации ние служиме роба. Не само, да кажем, македонци. Ние сме со сите. Австралијани идат, и Тонга идат. Тие Тонга Самоа, шо се, и они идат купуваат крофни. Македонски крофни, петулици, ние гевгилискиот дел го викаме крофни. Битула и тие прида, петулици, сега зависи од кој место од Македонија. Значи, имаме различни избори и за крофни и за петулици. Во Битула, не знам, може да избораме истите, може да не. Јас ќе те покажам, имам крофни, имам сега уште малце, ќе те покажам што се тие. Тие ги научивме, тие Тонга Самоа, они како идат купуваат по 100 комада, по 200 комада. Идат викенд, они не 100. Да. Имаме сега некни беше, купи еден Самоа, 400 крофни. Дигна. Што би правиле со 400 крофни? Тие се за некои сигурно фамилиарни? Фамилиарни, они, да, весел би фамилиарно, знаеш они како соберат. Ние сме македонците, двојца, тројца сме, правиме партија, они прават од 1000 души партија прават. И така, они купуваат на големо, не жалат. Од австралијаните што најчесто купуваат? Тонгите, крофни? Крофни, буреци, тонгите. Австралците купуваат исто сега, буреци купуваат. Тие што се дружат со други македонци, бурек купуваат, лебишта купуваат без квасец, со квасец, лебишта купуваат и тие работи. Толумби. Која е твојата улога овде? Значи, ти си мајстор, што ти лежи вака најболje да правиш? Толумби. Јас сум добар на толумбите, јас сум глава на толумбите, баклавати за баклава. Кај ги научи толумбите да ги правиш? Од татко ми, а после тоа јас си текнав моја рецепка си направив со овие години што сум тука, што пораснав и мој налог си турив плюс што сакав јас и сега за мене се најдобри толумби што сега што никој не може да ми стигне со толумбите. Некоја тајна рецепта? Имам тајна рецепка, гевгилијска да кажеме. Гевгилијска миравчка, фактички од миравци. Ама не се кажува, рецепка не се кажува. Ова е домашна рецепта за тулумби или ова е, да кажам, од нека стокарница од миравци? Не. Значи домашна рецепка од баба ми, од дедо ми, од татко ми и тоа. Јас ги турувам сите рецепки заедно и после јас си правам моја рецепка. Значи земам акъл земам од другите што кажат, се турувам кај мене, мислам и како направам подобро нешто. После ќе пробам, ако ми се интереса, значи муштарите ќе го сакат. Некои тулумбите ги сакат посочни, поблаги, понеблаги, посуви. Посуви. Какви се идеални тулумбите според тебе вака? Треба да пробиш. Јас треба да дарам железни ракавици, ако изедиш толумба, да не се изедиш прста. И бурекот исто. Треба ракавица да носиш железни, да јадеш бурекот, да не се јадеш прста. Сега дека го спомна бурекот. Има голема дилема дали бурекот треба да биде мрсен или бурекот треба да биде малку помрсен или воопшто да не е мрсен. Како мислиш дека ти е најдобар бурекот? Ние во Битола не го сакаме мрсен бурек, ева го сега. Слушај, бурекот на мој начин, сите си прават бурек со свој начин. Значи, сите бурекчии прават другшие, не можем да кажем точно. За мене, бурекот не треба да биде многу мрсен, не да биде многу посен. И корите, не дебели кори, и не тенки, не средно. Значи, ама треба да има, пример, ако правиш со сирене, треба да има сирена. Нашиот бурек е полн со сирене, нема тука там, значи ставаме сирене, полниме. Месо го полниме, значи нема... Сирење и изврка или изврката сирење? Со сирење. Со сирење, да, изврка. Да. Значи, нашиот бурек не ставаме помалца, го полниме скроз. Значи, убаво, за ако дека било апниш нашиот бурек, има сирене. И месо исто. Да. Освен со сирење, со месо, сте направили со нешто друго бурек? Со сирење и спанајк правиме, со јаболка, со тиква, со јаболка, со тиква, со зелка,
Исто, ако сакат и пица бурек може да се направи, ама тоа е многу ретко пица бурек. Тука сме повеќе со месо, со сирење и со јаболка. И кој се троши најпојќе од сите? И месо се троши и сири. Со јаболка. Месо и сирење. Не си сирење. Да. Најно. Јаболка, сега што постат луѓето, јаболка, зелка, тиква земуваат. Баш сега се великанските пости доаѓа да прашував што имате на менито на пример за луѓето што постат освен бурек. Крофните, Со што се крофи? вода, сол, тоа е, и квасец. Многу симпл, как се каже македонски симпл. Но едноставно. Едноставно рецепка што се постни крофни. Нашите крофни се постни. Немат јајца, немат млеко, со vegetable deep fried правиме. Сето наше лепе постно, наше лепе сето постно, имаме и домашно лепче, што е, и тоа е најдобро. Со тавче, графче, ако чинувиш, со боб. Ние ги англиски го викаме боб. Што е на гевгалиски боб, извини? Тавче, граф. Тавче, Граф. Да. Ристе, многу ми е макар што не можеш да ни направиш еден бурек вака за сите гледачите да видат како еден правилен бурек се прави со еден прав мајстор. Малце сега дека утре велики Good Friday, како се Утре е велики петок, да. Да, велики петок е утре и утре не работиме, значи не е работен ден, денеска сите купуваат на големо и немаме многу работа. Тука веќе се продава се, малце касно дојдовте малце порано, ќе имаше се и бурек и се покажи се. Да, сега ќе те покажам што остана само. Ајде. Имаш домашно лепче. Ова е без квасец, домашно лепче. Ристе, кој го мисли тој леп? Татко ми. Но татко ми сит леп ова е тука, што е, татко ми го прави. А јас бурекот го правам, го научив од татко ми. Сега јас го земав бурекот да го правам. Да, ова е домашно лепче со без квасец. Дека велиш без квасец и со квасец, има побарување со квасец и без квасец, така? Да, има. Некои, значи повеќе се троши без квасец, дека е домашно лепче. Но беше еден леп, сега квасец без квасец. Да, со ржанов, имаш јачменов, имаш разни врсти лебишта. Ама најдобриот е без квасец. Пример, некои луѓе не смеат да јадат со квасец леб, имат киселина. Че ово значи најдобро нешто. По која цена се продава тој леп? Ова е $4. Да. А овие темпо пример има со квасец, они со квасец. Да. Значи разни што лебишта, разни се троши, се зависи на денот. Да. Правиме баја, а точно не можеме да кажем за многу правиме, разни врсти. Домашниот леп без квасец се троши. Најмногу. Да. За старите луѓе, пример, со старите луѓе што имат шекер, што имат ржанов црно ржанов леп, ржан. Они го земуваат, дека имат шекер, они тоа повеќе тоа. Гледам и машина таму за сечење леп. Да, ова е со сечен леп. Некој сака сечен, ние ќе му усечеме. Да. Од другата страна имаме италијански ролчина. И овој се италијански ролчина. чија рецепта е на тие ролс? Јас мислам италијанска, вика се италијански ролс. Розета. Розета е италијанско збор. Тоа е. Имаме лепине. Ови ми се ролчина, са хот догс. Ови се добри. Да ставаш хот дог, сендвичи си направиш, можеш. Тоа е бело. Исто имам црно лепче, ако треба. Овие ми се соленки, кифли. Тие ми се соленки, кифли. Со ким и сол. Геврек имам тука. Значи од се помалку. Се помалку. Ова е гевгелиски геврек. Фактички од миравски геврек. Баш на по-гевгелиски. Да, да. Да. Која е разликата, да кажам, меѓу тој гевгелиски геврек и еден обичен геврек што се продава? Има некоја разлика? Има некоја тајна? Може да се открие? Не се крие. Не може да се кажеш. Тоа е наша рецепта. Да. Имаме крофни. Значи ние ги викаме овие крофни.
Значи македонски крофни. Значи ова се тие конките што ги купувате. Да. Значи овие и овие малите. Овие изгледаат фантастично. Да. Значи крофните се овие. Možemo li ove kifle? Да. Sve što ima. Имаш и крофни со сирејна и крофни со джем. Исто има. Што се троши најмногу? Најмногу се троши се, ама најмногу се крофните. Тие се благи. Тие се блага. Имаме исто и без шекер. Исто. Има. И тука ми е бурекот. Што се... Че ова ми е бурекот. А да видиш нашиот бурек, што да кажувам, се е полн, значи нема нигде празно. Одлично. Ово изгледа. Да. Dollar 50 each. Значи ние го полниме скроз, нема тука да промашиме. Dollar 50. Многу хубаво изгледа. И овие ми се банички. Мачицина. Банички. Значи во ова се да се вложи труд, значи цел ден. Како изгледа еден твој работен ден листот за вој? Кажи ми што се дешава кога ќе дојдеш, како помина денот, како завршува денот? Работно. А са бајлето сум треба да спремам, пример, толумби. Значи ако треба толумби, треба да таму. Ови ми се толумби. Onda biga. А тамо. Видиш? Горе. А овие се гевгелиските. Да, Толумби. тие горе. Да. Јас сум од 3 сати со бајле. И колку луѓе работите, да кажам, една смена, двајца, тројца, таткоти? Не се работи тука на смени, дека во е фамилиарен бизнис. Не постои смена. Кога има потреба? Да, јас и мајка ми и зетот сме тука од 3 сати со бајле. Татко ми е од 9 сати од нојка. Почнува да меси лебот и јас сум од 3 сати ќе дојдам да месам толумби како треба, некој што треба да му помогнам, бурек да месам. Од 3 сати почнува. Значи татко ти од 9 вечерта преку цела ноќ Да, до 1 сат е ту на пладна. и не се жали. Не се жали. Австралија меј, бараме подобар, бараме Европа. Најдовме бетер од Европа. Дури нема ни време да се жали. Нема време за жалење, да. Нема време за доктор, нема време за ништо. Христе, која е разликата меѓу австралискиот живот и нашиот македонски живот таму? Може да напише на паралела? Слушај, разликата е голема. Значи, разликата е голема. Во Македонија, јас кога одам на одмор, одам по 6 месеци стоам. Одмарам. Таму сите се плакат дека нема, сите живеат на кафечите, на рестораните полни. Младиот народ. Тука се работи. Сите младиот народ работи, а старите седат да уживат. Разлика е голема. Кога било работа да работиш, е тешко. Волја, ако имаш волја, љубов, нешто што правиш, е ти е лесно. Do tega da se naučiš. Да, Ќе се научиш, после се ти е лесно. да. Дај му се на човекот мал за микрофонот, нека се представи. Не. Значи вако, Он е од Перава, овој е зетот од Перава, од Липовик горе, За луѓето што се малку помалку запознати, кај се наоѓа Пирава? а Валандово. Ако имате слушано Фолк Фест Валандово, 100%. Калингите. Таму е Перава, 5 километри до Перава, а до Валандово 5 километри. Значи, ако Ти ги Вилискио, по што е најповеќе познато? Вика по калинките, по друго нешто? слушај, јас сум порастан тука, а он е порастан во Македонија. Да. Како викат, ги гледам како тапсија.